Што навистина има смисла и што само ни одзема време. Денешното брзо темпо и долгите списоци со задачи ни оставаат малку простор навистина да се посветиме на нешто и да го направиме тоа приоритет. Нашиот ум е расфрлан на 1000 страни, а целата ситуација дополнително се усложнува поради постојаниот проток на информации, особено преку паметните телефони. Понекогаш се прашуваме како нашите мајки успевале рано да стигнат, иако и тие работеле по 8 часа. И тогаш се сеќаваме. Времето на екранот навистина делува како временско и ментално одвлекување на вниманието. Од друга страна, за здравието, физичко и психичко, никогаш повеќе не се разговарало. Советите за здрава исхрана, вежбање и долговечност доаѓаат од сите страни. Но колку повеќе информации имаме, толку почесто сме збунети. Треба да правиме се. Да се храниме здраво, редовно да тренираме, да медитираме, да дишеме, да земаме суплементи. Списокот расте, а ние се чувствуваме преоптоварени и демотивирани. Во ваков хаос, логично се наметнува потребата од создавање ред. Не само во плакарот, туку и во главата и начинијата. Тука доаѓа минимализмот во исхраната. Што всушност е минимализам во исхраната? Најпрво, јасно е дека нешто намалуваме. Го отфрлуваме вишокот, се фокусираме на суштинското. Минимализмот во исхраната значи свесно поедноставување на навиките во исхраната, за полесно да се вклопат во секојдневниот живот. Без стрес и чувство дека уште една работа е на списокот. Тоа е пристап кој обезбедува одржливост за телото и умот. Фокусот не е на трендовите, туку на основите кои даваат резултати. Тоа не значи дека ги исфрламе сите дополнителни здрави продукти, туку ги гледаме како плюс опција, а не како императив. Основата останува едноставна и функционална. Првата идеја се однесува на едноставноста. Помалку често е подобро, вклучително и во исхраната. Наместо бескрајни списоци на состојки и комплицирани рецепти, корисно е да научите како да составите избалансиран оброк кој ги вклучува сите потребни компоненти. Се препорачува 1/4 од чинијата да се наполни со квалитетни протеини, другата четвртина со сложени јаглехидрати, а остатокот со зеленчук, тоест со влакна. Например, ако ви останало печено пилешко во фрижидерот, веќе имате протеини. Друг важен принцип е умереноста, која се однесува на количината на храната која ја консумираме. Третиот е поврзан со разновидноста. Иако никој не може да помисли дека минимализмот би значил намалување на бројот на различни намирници, разновидната исхрана е клучна за добивање на сите потребни хранливи материи. Сепак тоа не значи дека треба да имате се во исто време. Наместо да купувате неколку видови семиња одеднаш, купете чија еднаш, а вториот пат лен. Истото важи и за јаткастите плодови. Со овошјето и зеленчукот сепак задржете асортата, но олеснете го животот со замрзнати мешавини од зеленчук и шумско овошје или готови салати. Ова е особено корисно ако вообичаено не можете навреме да користите свежа храна. Замрзнатиот зеленчук и овошје задржуваат еднаква количина на хранливи материи, бидејќи се замрзнуваат веднаш по бербата. Следниот важен чекор во минимализмот е свесноста на приоритетите. Мали додатоци како вода со лимон или чаеви за детоксикација често не одлекуваат од она што навистина ни треба. Редовен и збалансиран оброк. Ако се уште не сме успеале да воведеме барем еден таков оброк дневно, нема да ни помогнат ниту дополнителните навики кои звучат здраво, но не го решаваат проблемот. Истото важи и за додатоците во исхрана. Не е неопходно да се трошат пари на додатоци без претходни лабораториски испитувања. Само кога знаеме што навистина недостасува во нашиот организам, можеме да воведеме суплементи на таргетиран начин наместо слепо да ги следиме трендовите. Можеби најголемиот предизвик на модерното јадење е воопшто да седнете и да јадете во мир. Навиката да се јаде на пат пред екран, додека пешачите или во јавен превоз, доведе до тоа повеќе да ги препознаваме сигналите на глад и ситост. Се отуѓивме од самиот чин на хранење. Практикувањето присуство за време на обруците без одвраќање со вниманието на джвакање има позитивно влијание не само на варењето, туку и на менталното здравје. Минимализмот овде значи враќање во контакт со себе, извлекување од автоматизмот и враќање на едноставни ритуали кои не закотвуваат во моментот.